Русија заплени 3 украински поморски бродови во Теснец во близина на полуостровот Крим, кој е анектиран од Москва. По инцидентот, без преседан, Москва соопшти дека употребила оружје со цел да спречи украински војни сили, за кои тврди дека илегално влегле во незините води. Украинската морнарица соопшти дека инцидентот се случил во неделата, кога 2 мали војни бродови и еден друг брод се упатиле низ Теснецот Керч, што дава пристап до Азовското море, кој го користат и Украина и Русија. Украина соопшти дека 6 нејзини војници се повредени, од кои 2 сериозно, но руската безбедносна служба објави дека само 3 лица претрпеле повреди и им бил даден медицински третман. Ваквата конфронтација на море е опасен развој во долготрајниот конфликт меѓу Украина и Русија, која ги поддржува бунтовниците на истокот од Украина. Во меѓувреме, украинскиот председател Петро Порошенко побара од парламентот да гласа за воведување воен закон во земјата за 60 дена. Оваа мерка, според него, во никој случај не значи дека Украина ќе спроведе какви било офанзивни акции. Украина не з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території. Министерот за надворешни работи Павло Климкин пак оцени дека најновата руска акција била агресија. Після серії безпрецедентних провокацій Росія здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах. Русија тврди дека водите околу Крим се незини и го обвини Киев дека нелегално навлегува во нив. Според Москва, украинските бродови не успеале да одговорат на законските барања и затоа морало да се реагира. Руските политичари ја обвинија Украина дека постапува по налог на своите западни сојузници и намерно се обидува да го ескалира конфликтот.